Почитувани, денес на седницата на Собранијската комисија за здравство се наоѓаат спорни измени и дополнувања на Законот за здравствена заштита, истиот оној закон за кој што беше најавено дека ќе биде повлечен заедно со овие спорни измени. Измените и дополнувањата на овој закон не само што не се повлечени, туку дополнително тие се ставени на дневен ред по скратена постапка. Имено, се работи за суштински измени во законот кои што превидуваат приватизација или јавно-приватно партнерство за две клучни дејности, а тоа е итната медицинска и стоматолошка помош и трансплантацијата на органи. Недостатокот на јавна расправа за вакви суштински измени, кои што се носат во период на актуелна кризна состојба и истовремено, додека во собранието трае расправата за буџетот за 2022 година, отвара сомнеш дали ова може би е јасен сигнал дека власта преку овие измени сака да обезбеди профит за поединци кои единствено ги интересира бизнисот. Откако здравствената фела остро се спротистави на овие измени, беше најавено повлекување на законот, но денес гледаме дека сето тоа било само фарса и дека власта се обидува законот да го помине на мала врата. Приватизацијата на овие дејности, особено на итната медицинска и стоматолошка помош, ќе создаде сериозни проблеми во и така урнисаниот здравствен систем и квалитетот на здравствени услуги, кои и онака едва и функционираат поради пандемијата која што не зафати. Во измените и дополнувањата има доста недоречености кои што оставаат простор за различно толкување и не се појаснува дали овие измени ќе допринесат за зголемени трошоци на граѓаните при користењето на овие услуги. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата Обнова за Македонија смета дека овие дејности служат за спасување на животи, а не за остварување на профит. Апелираме до владата и до Министерството за здравство итно да ги повлечат овие измени и дополнувања на Законот за здравствена заштита и барем еднаш да го слушнат гласот на фелата и да отворат јавна расправа на оваа тема за граѓаните кои што се загрижени за своето здравје. На сите ни е јасно дека оваа влада може би ја интересира само профит, но здравјето на граѓаните е нешто свето и со него нема право да си игра апсолутно никој. Благодарам. Нашата пратеничка група и Коалицијата Обнова за Македонија веќе поднесоа амандмани кои што практично ќе оневозможат овој закон и овие измени во Законот за здравствена заштита да поминат во скратена постапка, затоа што е неосновано вакви суштински стратешки измени да ги носите без да отворите јавна расправа и без да ја консултирате стручната фела и здруженијата кои што ја представуваат таа фела. На никаков начин, поготово кризна состојба, која што е и економска, и енергетска, и здравствена кризна состојба која што во моментов е актуелна на територијата на Република Македонија, да вие по скратена постапка донесувате вакви суштински измени во закон кои што ќе се одразат и на функционирањето на здравствениот систем, а исто така и на услугите кои што ги добиваат корисниците на здравствената заштита. Што ќе значи дека се приватизира брзата помош? Воопшто не сакаме ни да дојде до отварање на дискусија за овие измени кои што овозможуваат влез на приватни фирми или приватни субјекти кои што би се вклучиле во изведувањето на дејностите кои што ја опфаќаат итната медицинска и стоматолошка помош и трансплантацијата на органи.